Добар ден, ученици! Јас сум Бинета Тодорова, наставник по хемија во Основното училиште Петар Попарсов, општина Карпош, и Кузман Јосифовски Питу, општина Кисела Вода. Денеска во училницата имаме наставна содржина од 9-то оделение и ќе зборуваме за хемиските символи на елементите. Хемиските символи на елементите, ученици, вие ги изучевте минатата година во 8-мо оделение, но денеска во оваа наставна содржина, бидејќи секој хемиски елемент си има свој атом, ваша задача ќе биде да ги користите хемиските символи за да представите атом на некој елемент со неговиот атомски број и масен број. Затоа, прво треба да се подсетиме за структурата на атомот. Атомот е составен од атомско јадро и електронска обивка. Атомското јадро пак е составено од протони и неутрони, а електронската обивка е составена од електрони. За оваа наставна содржина, ученици, ви е потребен периодниот систем на елементите, кој што го имате на последната страница во вашиот учебник по хемија. Што треба да знаеме, кои се целите на часот? Во оваа наставна содржина треба да знаете да определувате број на протони, број на неутрони, број на електрони во даден атом, како и да знаете да ја опишете структурата на атомот, користејќи ги поимите за атомски и масен број. Па да се запознаеме што представува атомскиот број, односно уште можеме да го наречеме реден број на елементот. Атомскиот број представува број на протони во атомското јадро, се бележи со Z и се запишува како лев долен индекс покрај символот на елементот. Овдека јас, ученици, издвоив од периодниот систем 3 елементи како пример, за да покажеме од дадениве примери забележуваме дека алуминиумот има реден број 13, јаглеродот има реден број 6, а магнезиумот има реден број 12. Тоа значи дека атомскиот број на алуминиум е 13, на јаглеродот е 6, на магнезиумот е 12. Или велиме во јадрото на алуминиумот, во неговиот атом, атомско јадро, има 13 протони, во јаглеродот имаме 6 протони, а магнезиумот има 12 протони во атомското јадро. Кога сега ние би биле присутни во училиште, вие сигурно би ме прашале дали атомските броеви, односно редните броеви, треба да ги учите напамет. Не, ученици, редните броеви или атомските броеви, бројот на протоните не треба да се учи напамет, вие само треба да знаете да читате од периодниот систем. А она што треба да знаете, атомскиот број, да го запишете символички како лев долен индекс покрај символот на елементот. Па овдека гледаме како би изгледало тоа за алуминиум, за јаглерод и за магнезиум. Кога јас сега би ве прашала дали ќе знаете за кој елемент станува збор, ако јас го кажам бројот на протоните, пример, ако во едно атомско јадро имаме 11 протони, тогаш вие треба веднаш да погледнете во периодниот систем за кој елемент станува збор.
11 протони значи дека редниот број на тој елемент е 11 и многу лесно, со помош на периодниот систем, вие ќе го одредите елементот за кој станува збор. Тоа е натриум. Сега се прашуваме колку ќе биде бројот на електроните. Затоа што веќе знаеме дека атомот мора да биде електронеутрален, тоа значи дека бројот на електроните мора да биде еднаков со бројот на протоните. Што значи алуминиумот, затоа што има 13 протони, мора да има и 13 електрони, за да атомот биде електронеутрален. Јаглерот има 6 протони, тоа значи мора да има и 6 електрони, за атомот на јаглерот да биде електронеутрален, а магнезиумот ќе има исто така 12 електрони. Што ни представува масениот број? Масениот број пак го покажува вкупниот број на протоните и неутроните во јадрото. Се бележи со А и се запишува како горен лев индекс покрај символот на елементот. Повторно ги земаме истите примери. Масениот број, вие ученици го читате исто така од периодниот систем, не треба ништо да се учи на памет, а во вашиот периоден систем е запишан доле под хемискиот символ. Па велиме, алуминиум има масен број 27, јаглеродот 12, а магнезиумот 24. Символички тоа би го запишале на следниот начин. АЛ горе пишуваме 27 како лев индекс покрај символот на елементот, за јаглерот запишуваме горе лево индекс 12 покрај символот на елементот и за магнезиум 24. Да видиме што сме научиле, што е она што како заклучок можеме да го дадеме. Како символички да представиме атом на хемискиот елемент азот? Едно кратко повторување на она што досега сме го кажали. Хемискиот символ на азотот знаеме е N. Она што претходно го објаснивме, редниот број е Z и се запишува лево долу до хемискиот символ, а масениот број се бележи со А и се запишува лево горе покрај символот на елементот. Или да замениме сега со броеви. Кога вие ученици ќе погледнете вака символичко представен атом на некој елемент, вие треба да знаете да го објасните, односно да прочитате со помош на периодниот систем. Овдека можеме да кажеме редниот број на азотот е 7, масениот број на азотот е 14. Што уште може да кажеме за атомот на азотот од овде? Можеме да кажеме дека бројот на протоните на азотот е 7, бројот на електроните е 7 и ни останува само уште, за да атомот биде целосно представен, уште бројот на неутроните. Бројот на неутроните, ученици, многу лесно можеме да го пресметаме. Ако ние го знаеме масениот број и редниот број на елементот, тогаш бројот на неутроните ќе го пресметаме на следниот начин. Знаејќи дека масениот број е збир од бројот на протоните и неутроните, го знаеме масениот број, го знаеме бројот на протоните, тогаш многу лесно ќе го пресметаме бројот на неутроните, ако од масениот број го одземеме редниот број. Па во овој пример имаме кога од 14 ќе одземиме 7
ке добиеме 7, што значи бројот на неутроните е 7. Да си провериме дали навистина е тоа така. А масениот број на азотот е 14. Протоните се 7, неутроните ги најдовме се 7, што значи 7 плюс 7 ќе биде 14. За дома, со помош на периодниот систем на елементите ученици, пополнете ја табелата. Значи, уште еднаш повторувам, не треба ништо напамет да се учи, само гледате во периодниот систем и треба да знаете да го читате. Ви посакувам добро здравје и се гледаме во некоја следна училница.